Значи, денешна изложба, ретроспективна изложба на авторот, тоест уметникот Танас Додев, насловена 60 години творештво, е во организација, значи, на Националната установа Центар за култура Никола Јонков Вапцаров од Делчево, со подршка од Министерство за култура и туризам. Сакам уште еднаш јас им се заблагодарам, значи да се заблагодарам на нашиот денешен гостин Танас Додев за ова прекрасна изложба која што треба да ја отвориме. Да ви се заблагодарам на сите вас присутни што сте овде. Изложбата ќе биде отворена 10 дена од сега па натаму. Сите кои што ќе сакаат да ја посетат, да ја видат, значи може да повелат овде во фојето на Спомен домот Астана. Добре дојдовте на ликовната изложба на Танас Дедов. Човек кој се бави целиот свој живот со уметност, со сликање на платно, со акрил, со акварел. Човек кој неуморно и макотрпно ги создава неговите дела на мотиви мртва природа, на мотиви портрет на жена и човек чии што дела едноставно вликаат со нивната хармонија и интензитет на боја. За подетално за мотивите и за неговите дела ќе оставам да каже самиот уметник Танас Дедов. Фала што дојдовте. Јас ќе се изненадите кога ќе ви кажам дека јас за овие слики што сега ќе ги видите наскоро, нема да кажам ништо. Нема потреба. Сликите ќе ви раскажат се што ви интересира и што треба да знаете за нив. Секоја слика ќе ви ја каже својата приказна, ќе ви ја каже својата судбина, а вие се ќе разберете за тоа што тие слики зборуваат чист, кристален македонски јазик. Најбитно од се е тоа што кога ќе ги разгледате овие слики одблиску, ќе го видите мојот чист реализам, мојот хиперреализам и надреализам. Што друго да ви кажам? Ви благодарам што дојдовте, вие сите сте дојдени тука не случајно, дојдени сте да видите, да почувствувате, да доживеете убавината на уметноста, дојдени сте тука заради мојата уметност, заради мене и моите 87 години и ви благодарам многу на сите. 78, да. Моето целокупно творештво, односно моето најзначајно творештво во животот е мртвата природа на тема македонската етнографија, македонската традиција, фолклор, идентитет и се од македонската култура. Покрај мртвата природа имам многу направено и други изложби на други теми. Имам направено огромен број на слики. Во едно давнешно време тие слики многу се продаваат. Највише ги купуваа нашите иселеници кои живеат во западниот свет. Покрај тие слики најверојатно се чувствува поблиско до својата татковина. Ќе работам и натаму, уште колку можам, па натаму ќе видиме што ќе биде. Гледам млади луѓе, ќе ви кажам една песна што ја напишал најмладиот македонски поет, убиен од германските фашисти на 17 години. А песната ја напишал на 14 години. Песната е социјална, навидум звучи дека е љубовна, но не. Песната е социјална и се вика Псалм за мадмозел Лили. Авторот е Ацо Караманов. Загинат, рековме, на 17 години по потекло од Радовиш. Псалм за мадмозел Лили. Сега сум сам во својата соба. И затоа ви пишува мадмозел Лили.
Мојата соба е мрачна, мојата соба е тажна. И само моето жолто перо шумоли по хартијата радосно како влюбено братче. Затоа, слушнете ги мои стихови, кои не се доволно испеглани како одеколон, да капнуваат во вашето нежно, плюс тоа музикално убо. Може би ќе ви бидам толку прост, како чкрипењето на селските коли, а вие толку убави, со нашминкани усни и душа како портокал грчки. Вие што имате 32 заба и фустан со боја на рѓосано злато. Вие, чисто глас ѕони како 3 хавајски мандолини, чисто глас е сладо како мока сорта. Слушнете ги моите зборови, потопли и од козјо млеко. Јас ли сум виновен, што улиците на мојата душа се широм отворени за оние што сакаат повеќе сонце, леб и небо? Гледајте, мадмозел. Моите уши се црвени од радост како боја на социјалистичко знаме. Што? Како се осмелувам? Па, мадмозел, па вашиот глас ми донесува 3,5 кила радост. Иако сте позодена од стилот на Хорација, јас повеќе ве сакам. Повеќе и од моето кученце, што се вика Бу-Бу и што прецено лае, еве вака. Сега сум сам во својата соба, мадмозел, и затоа ви пишувам. Јас нема да дојдам кај вас. Кај вас има жур, мадмозел. Кај вас е 15 гости, 15 добродојдовте, 15 како сте? Кај вас е 15 по 2 рамно на 30 бели ракавици. Кај вас е 15 цилиндри. Кај вас е батальон фрази готови за старт. Но јас нема да дојдам кај вас. Нема да дојдам кај вас, зашто немам цилиндер, немам насмевки, немам нараквици. Нема да дојдам кај вас, мадмозел, но ќе ви напишам едно писмо, добродушно, како магарешки уши. А потем ќе се најадам Франсижанови леги, Андерсонови приказни, консервирани сърдини од жалост и кибавица. Најпосле, смртно ќе се разбалам од љубов. Ќе го земам своето кученце Бу-Бу, ќе го бакнам во муцката и заедно ќе залаеме од жал и љубов. Еве, вака, мадмозел. Значи, изложбата ја прогласуваме за отворена. Може да ги разгледате делата на Танас. Благодарам.